Велики петок, Велика сабота и Воскресение. 3 дена, една космичка тајна. Тајната на победата над смртта. На Велики петок Христос заврши на крстот. Осамен и оставен. Освен Богородица, двете Марии и апостолот Јован, сите други се разбегаа преплашени. Се изгледаше како пораз, како се да било напразно. 3 години проповедање, исцелување и сега неславен крај. Но она што никој не го разбра е дека токму крстот беше основата на неговата мисија, дека Христос токму за тоа дојде. Потоа настапи Велика сабота. Денот на тишината, денот кога Бог молчи. Христос е положен во гробот и однадвор изгледа како ништо да не се случува. Нема чудо, нема глас, само тишина. Но токму додека светот гледаше пораз, Бог действуваше во длабочините на адот. Се до Христос, секое создание во адот се симнуваше како жртва, но Христос таму отиде како победник. Адот не можеше да го задржи зашто тој е безживотен. Христос пак е изворот на животот. Како што вели Свети Јован Златоуст, адот се огорчи зашто беше уништен, зашто се измами кога прими тело, но се најде пред Бог. Смртта однатре се распадна. Кога дојде утрото, гробот беше празен. Христос воскресна. Преку смртта ја победи и на тие што беа во гробовите живот им подари. Се разбира, и после ова луѓето се уште умираат. Но смртта веќе го нема последниот збор. Смртта веќе никого не може да задржи. Но зошто се тоа? Зошто сите овие перипети? Зар на Христос му беа потребни страдања, крст, ад, воскресение? Нели е тој вечниот Син Божи, создателот на световите? Не нему, туку нам ни беше потребно се тоа. Бидејќи сами не можеме, тој наместо нас го издействува спасението. Зошто е наш создател и дотолку не сака. Но, секој мора да го прифати тој дар. Воскресението е издействувано за сите, без дискриминација, но секој лично мора да учествува во него. И затоа, кога во твојот живот ќе дојдат премрежија, а згора на тоа и тишина, не помислувај дека Бог те оставил. Напротив, сети се на Христос и на страдалната седмица. Сети се дека токму преку нив ти земаш учество во неговите страдања, неговиот крст и неговото воскресение. И дека токму преку личниот крст и преку тишината Бог скриено работи на твоето лично воскресение. А тоа што сега е скриено и тајно, во свое време ќе стане јавно. Христос воскресна.